Добро вечер, јас сум Лилјана Митрова, а ова е централниот дневник на КТВ телевизија, во прилог на станите на денот. Продолжуваат градежните активности за реконструкција на градскиот базен во Кавадарци. Во тек е партерното уредување на просторот околу базените, а привршува и поставувањето на новите плочки во двата базени. Монтирана е платформата за тобоганите, додека паралелно се врши санација на летниковците. Од локалната самоуправа информираат дека со реализацијата на проектот, базенскиот комплекс ќе добие модерен и функционален изглед, наменет за сите генерации. На повеќе локации во општина Росоман се реализираат активности за подобрување на комуналната инфраструктура. Во село Сирково се реконструира дел од канализацијската мрежа, додека во Росоман, долна зона и во село Трстеник се работи на системите за водоснабдување. Од локалната самоуправа информираат дека активностите се насочени кон подобрување на условите за живот во сите населени места. Општина Неготино, во координација со Сдруженијето на социјалните работници и со корисниците на крајните услуги, потпиша меморандум за ангажирање на лица за извршување на општо корисна работа. Меморандумот го потпишаа представници на училиштата од општината, јавното претпријатие Комуналец, детската градинка Фемо Кулаков и дневниот центар за лица со посебни потреби Порака. Станува збор за малолетници, сторителите на прекршочни дела, кои ќе бидат ангажирани за извршување на општо корисна работа во горе наведените установи за извршување на работи и работни задачи согласно потребите на потписниците на меморандумот, а со тоа ќе дадат сопствен придонес онаму каде што ќе има потреба од нивен ангажман. Ротари клуб Кавадарци викендов го одбележа своето полнолетство. По тој повод беше организирана донаторска вечер, на која беа собрани средства за опремување на кабинетите по биологија и хемија во гимназијата Добри Даскалов. Одбележуваме 18 години постоење. Нашето полнолетство. 18 години исполнете со пријателство, служба и посветеност кон заедницата. 18 години во кои многу луѓе несебично го вложуваа своето време, своето знаење и својата енергија за да помогнат таму каде што помошта е непотребна. Кога ќе погледнеме наназад, можеме со гордост да кажеме дека овие 18 години преку нашите проекти, донации и хумани активности се обезбедени повеќе од 250.000 евра за поддршка на нашата локална заедница. Може би некои од тие донации биле мали по својата вредност, но за оние на кои им биле наменети значеле многу. Понекогаш една донација не го менува светот, но целосно може да го промени светот на еден човек, едно семејство или една институција. Токму затоа Ротари постои, да бидеме таму каде што постои потреба. Особено сме горди што во изминатава година успеавме да реализираме повеќе значајни проекти. Со поддршка на нашите членови, донатори и партнери, обезбедивме современа опрема за територијалната противпожарна единица, вклучувајќи дрон кој веќе активно се користи за подобрување на безбедноста и следење на теренот и поддршката во интервенции. Во соработка со Ротари клуб Виница, Кочани, обезбедивме инвалидски колички и ортопедски помагала за лицата со отежнато движење, помагајќи им да имат поквалитетен и подостоинствен живот. Со истиот клуб Виница Кочани обезбедивме опрема во вредност од 3.500 евра за лицата со оштетен вид, за што дадовме посебен придонес кон неговата поголема заедност и подобро за секојдневно функционирање. Продолжуваме и со традиционалните активности кои се дел од нашиот идентитет. Ротаријанскиот гроздобен, божичниот ручек со деца без родителска грижа, поддршка на деца со пречки во развој, крводарителски акции и многу други иницијативи преку кои ја покажуваме вистинската сила на солидарноста. Но вечерва гледаме и кон иднината. Средствата што ќе се соберат од оваа донаторска вечер ќе бидат наменети за опремување на два кабинети. Кабинет по биологија и кабинет по хемија во гимназијата Добри Даскалов. Овие финансиски средства ќе бидат да дополнети со дополнителни 150.000 денари од грантот на Ротари Сојуз.
Веруваме дека инвестирањето во образованието е најдобрата инвестиција што можеме да ја направиме. Денес создаваме подобри услови за учење, а утре создаваме подобри лекари, инженери, професори, научници, лидери на нашата заедница. Драги пријатели, Ротари не се мери само преку бројки, проекти и донации. Ротари се мери преку насмевките што сме ги создале, преку надежта што сме ја вратиле и преку животите што сме ги допреле. Секој човек што вечерва е присутен во оваа сала е дел од таа приказна. Затоа, во име на Ротари Клуб Кавадарци, упатувам искрена благодарност до сите донатори, компании, институции, пријатели на Ротари, ротаријанци и ротаријанки, кои со својата подршка ни помагаат да продолжиме да служиме на себе. Да продолжиме заедно да градиме подобра заедница и подобар град и подобра иднина за генерациите што доаѓаат. Ви благодарам од се срце за вашата подршка, доверба и пријателство. Во име на вработените и учениците од гимназија Добри Даскалов и од моје лично име, сакам од срце да ви упатам искрена благодарност за вашата подршка и хуманост. Вашата донација за опремување на кабинетот по биологија и кабинетот по хемија представува инвестиција во знаењето, љубопитноста и иднината на нашите ученици. Благодарение на ваквите дела, наставата станува поквалитетна, а младите добиваат подобри можности за учење и развој. Особено радува фактот што за оваа иницијатива стојат луѓе кои препознаваат дека вложувањето во образованието е вложување во целата заедница. Ви благодарам за довербата и поддршката. Се надевам дека ова е уште еден чекор кон понатомошна соработка. Ви посакувам пријатна вечер и уште многу успешни хуманитарни проекти. На меѓународната литературна манифестација 12 Тивкит звезди 1943, градоначалникот доктор Митко Јанчев им оддаде почит на 12 ваташки младинци, чии имиња и жртва остануваат трајно врежани во колективната меморија. Во атмосфера исполнета со поезија и пораки за човечноста, беше истакната важноста од негувањето на споменот за нивното дело и жртва. На манифестацијата учествуваа автори од Македонија и од повеќе земји во светот, кои преку своите творби испратија универзална порака за мир, достоинство и хуманост. Ние, како македонци, се гордееме со овие младинци и верувам дека ќе смогнеме сили за да го оправдаме нивното младо заминување во вечноста, затоа што како генерација и пред светот, и пред Бога, и пред небесна Македонија, каде се нашите татковци, дедовци, браќа, сестри, кои постојано со светите маченици стојат пред престолот на Севишниот Спасител Господ Исус Христос и се молат за спасение на македонскиот народ, се молат за слободна и независна македонска држава. Ние како генерација во овој 21 век се пострамивме затоа што дозволивме на еден брутален, срамен, нечесен, недостоинствен начин да го сменат името на оваа наша света македонска земја, да не понижат и она тронка надеж и гордост што беше во нашите срца и души, и тоа сакаат да исчезне од нас. Денес стоиме на место каде што времето не успеало да ја избриши болката, па ниту споменикот. Стоиме со наведнати глави пред 12 младички младенци, чии животи беа прекинати прерано, а чии имења останаа врежани во совеста на нашиот народ. 83 години подоцна, нивната младост не е само историски спомен. Тоа е завет за секој име што денес го слушаме 101 неостварлив сон, едно семејство и една надеж што никој ще згаснал. Особено ме радува што денес овде не сме собрани само да се сечаваме, туку и да се озбавиме.
не преку зборот, туку и преку поезијата и литературата. Оваа манифестација испреча порака дека споменот може да обединува, а не да разделува. Токму затоа 12 тивки цветови е настан на достоинство, човечноста и културата на паметењето. Горди сме што од Ваташа и Кавадарци денес се испречаат глас и пораки кои допираат во луѓе од цела Македонија, но и многу во земји во светот. Тоа покажува дека приказната на овие 12 младинци одамна ги намирала локалните рамки и станала универзална порака против неправдата и насилството. Наша обврска е да паметиме, но и да градиме во еднина која младоста ќе биде символ на животот, создавање на надеж. Затоа денес садиме дрвца, затоа палиме факели и затоа пишуваме стихови, за да покажеме дека животот победува, а споменот останува вечен. Нека е вечна славата на 12 младенци, нека нивната жртва никогаш ще биде заборавена. Секоја генерација си има свое време, ние го живееме нашето. Ако во чест на генерацијата која неславно згасна за нашата слобода 1943 година, ние сме генерација која има за цел да го одржува историски дух и да покажеме дека сме генерација која си го починува минатото, затоа што генерација која нема корен, нема реална иднина и генерацијата која ќе дојде после нас ќе нема да биде во најмала рака воспитана да си го негува минатото. Ние сме генерација која покажуваме дека си го сака своето минато. Како локална самоуправа во изминатите 9 години, трет мандат, господин Митко Јанчев и Совет на општина Кавадарци, прилично достојно го негуваме минатото. Кога доаѓавме наваму со градоначалникот Митко Јанчев, сами се подсетивме како наликуваше оваа ареа пред некои си 4 до 5 години. Па ќе се сетам како пред 4 години, како Совет на општина Кавадарци, кога бистите на нашите 12 ангели ги спремавме во нашата општинска сала на локалната самоуправа, каде што заедно со господинот Митко Јанчев, заедно со скулптурите, нивните физиономии и нивните ликови во содейство со нивните фамилии ги спремавме, па се присетивме на чествувањето на 80 години од токму нови настан, каде што бевме удостоени скоро со цела свита на нашата држава која дојде овде на нашиот настан заедно да го одбележиме. И ќе се сетам дека секоја година на 16 јуни оваа локална самоуправа воопште не го заборавува овој настан, напротив, ние сме горди на ова чествување и верувајте дека селото Ваташа заедно со општина Кавадарци, заедно со овие 12 ангели нема да биде заборавено. Оставаме патоказ на времето и се надевам дека генерациите ќе дојдат после нас, ќе го негуваат и во тој правец ќе продолжат да оваа церемонија, оваа ареа, овој над достојно го негуваат. Мене е посебно задоволство. Верувајте дека како локална самоуправа, градоначалник и Совет на општина Кавадарци заедно со сите советници и пред се заради вас и пред се заради минатото, ние ќе бидеме заедно до вас и верувајте ќе се гордеете со нашата широко подадена рака. Воедно да имаме денеска одлична организација, да имаме одличен ден и да сме живи и здрави на чествувањето кое е во вторник на 16 заедно со локална самоуправа и Совет и градоначалник ќе го направиме токму на ова место. Фолклорниот ансамбл Тиквеш, кој работи при Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци, забележа уште еден успешен настап на меѓународната сцена. Средната постава на ансамблот учествува на 55-тото издание на меѓународниот фестивал Црноречие во песна и игра, што се одржува во Болевац, Република Србија. Во музеј галерија Кавадарци викендов беше отворена самостојна изложба на уметницата Татјана Манева. Пред кавадаричката публика, авторката се представи со 21 дело, изработено во комбинирана техника, акрилик и масло на платно. За нејзиното творештво говореше кустосот Зорица Ташовска-Илова, додека изложбата ја представи директорот на музејот Јаким Зимовски. Поставката ќе биде отворена до 24 јуни и може да се посети секој работен ден од 8 до 16 часот. Вечерва имаме чест и задоволство да ја отвориме оваа прекрасна изложба на нашата Татјана Манева, просторот во цутот.
изложба која што представува дел од 50 настани по повод 50 години локален музеј галерија Кавадарци. Голема благодарност до градоначалникот и до Советот на општина Кавадарци за нивната несебична поддршка во овие 50 настани. Се приближуваме до бројката 50. Во текот на летото нема да останеме само со овој настан, значи продолжуваме активно. Во месец јуни, тоест во месец јули имаме веќе после нова изложба закажана уште една. Месец јули имаме и изложба на наш сограѓанин од Франција. Месец август ни е потполнет, така да имаме едно работно лето и работна есен. За оваа изложба можем да кажем дека со Татјана многу спонтано и многу лесно се договоривме, бидејќи кога станува збор за еден реномиран уметник, самите изложби лесно се договараат и се средуваат. Особена чест и задоволство ми представува што вечер имаме можност заедно да ја отвориме изложбата на Татјана Манева и да се запознаеме со нејзиниот најнов циклус. Пред нас е свет исполнет со боја, светлина и убавина. Свет во кој цветот и женската фигура не се само мотиви, туку носители на емоции, чувства и лични доживувања. Композициите на Татјана Манева не се само дел од природата, значи тој цветот станува символ на животот, растот, минливоста и обновувањето. Женската фигура пак се појавува како тивко присуство, поврзувајќи го човекот со природниот свет што го обкружува. Преку оваа авторска врска, авторката создава хармоничен визуелен јазик во кој доминираат рамнотежата, нежноста и чувството на спокој. Посебна вредност на овие дела представува нивниот колорит. Топлите и раскошни бои, внимателно избраните контрасти и суптилните светлосни ефекти создаваат атмосфера што е истовремено реална и поетска. Светлината не само што ги обликува формите, туку ја нагласува нивната емоционална димензија, несувајќи чувство на мекост и префинетост. Во време кога секојдневието е исполнето со брзина и постојан прилив на информации, овие дела не потсетуваат на важноста на миговите на мир, размислување и поврзаност со убавината што не обкружува. Токму затоа изложбата не треба само да се гледа, туку и да се доживува. Што да додадам после ова, ви благодарам на сите што дојдовте и чест ми е што ве запознав. Прв пат доаѓам во Кавадарци. Многу ми е мило што сум тука и што можам да се представам пред оваа публика со мојот најнов циклус. Очекувам значително намалување на цените на горивата од идната недела, изјави председателот на владата на Република Македонија Христијан Мицкоски. Цените на нафтените деривати почнаа од денеска да се намалуваат, а одлуката која што би требало да ја донесе регулаторната комисија за енергетика се однесува за минатата седмица. Според нашите калкулации, бидејќи престанува да важи кризната состојба, бидејќи договорот е постигнат, очекувам цените да се движат тука во рамките на половина денар или исти да останат кога станува збор кај дизел горивата и околу половина, односно денар и пол до 2 денара зголемување кај бензините, а следната недела очекувам значајно намалување, бидејќи од денеска цените на берзите за нафтата и нафтените деривати драматично опадна, ги следев патувајќи кон Битола, некаде околу $82-83 за барел се движат. Така што веќе следната недела очекувам поголемо и позначително намалување, инаку и понатаму остануваме земја која што има најниска цена на бензините и дизел горивата во регионот, тоа последно се чувствува тука во Битола. Има бензински станици каде што 50% е зголемен прометот од страна на граѓани од нашиот јужен сосед. Така што, ние овие 3 месеци, би рекол, прилично достоинствено ги издржавме, ниту во еден момент не дозволивме да имаме било каква рестрикција на бензинските пумпи, не го ограничивме извозот, напротив, ги отворивме нашите порти за граѓаните од соседните земји да точат и кај нас горива, обезбедивме доволно количини на горива, по половина евро по просек по литар нашите горива беа поевтини од оние на соседите, така што ако овој договор помеѓу Соединетите американски држави и Иран што го објавија пакистанците е финален и конечен и се става крај на оваа неколкумесечна војна која што предизвика најголемата криза енергетска во
последниот милениум, тогаш можеме да бидеме прилично среќни и задоволни од тоа како се справивме во овие исклучително предизвикувачки времења. Не очајувавме, не свикувавме панични пресконференции, туку работевме и еве дојдовме до оваа цел. Македонија забрзува, наша обврска е мотото под кое на 17 јуни во Струмица ќе биде одбележан 36-тиот роден ден на ВМРО ДПМНЕ. Најавата беше соопштена на пресконференција од генералниот секретар на партијата Драган Ковачки. Како генерален секретар на ВМРО ДПМНЕ денес имам честа да ви известам дека во среда 17 јуни партијата одбележува 36 години. Тоа е ден кога ја одбележуваме историјата која не обврзува и иднина која доаѓа. Точно пред 36 години се создаде идеја која беше, која е и која ќе биде водилка која не обединува сите нас. Сите кои сме за Македонија која има сопствен пат и сопствена иднина. Се почна во 1990 година на 17 јуни, кога беше одржано основачкото собрание на ВМРО ДПМНЕ во Домот на младите во Скопје. Во среда, 36 години подоцна, ќе го одбележиме патот кој го минувавме заедно и ќе се потсетиме на сите предизвици на тој пат. Факт е дека од тогаш до денес за Македонија и за граѓаните патот не беше лесен. Но патот беше проткаен со единствена идеја, независна и силна Македонија. Македонија која чекори достоинствено. Почитувани пријатели, морам да напоменам дека во најтешките моменти на народот, граѓаните ни ја даваа силата. Сега сите сме фокусирани на еднината на Македонија и на незините граѓани. Затоа одлучно работиме на подобар стандард на граѓаните, на развиена економија, на отворена соработка. Одлучно работиме за подобра Македонија која достоинствено чекори кон Европската Унија. Пораката Македонија забрзува, наша обврска, ја нагласува посветеноста на владата предводена од ВМРО ДПМНЕ, на институциите и на граѓаните за забрзување на реформите, за да се надминат застоите од минатото и заеднички да изградиме просперитет на Македонија. На 17 јуни во Струмица, на големиот народен собир кој почнува во 20 часот на стадионот Младост, добре дојдени сте сите членови, симпатизери, подржувачи, сите граѓани кои верувате во напредокот на Македонија. И ова е моментот кога треба да покажеме дека заедно можеме повеќе и подобро и дека најдобриот период за Македонија доправа доаѓа. Се гледаме во Струмица во 20 часот. Нова бомба на акт. Омилените тендераши на власта си имаат омилени фирми МГ Проект и МБМ Архитекти. Пресконференција на опозиционата Социјалдемократски сојуз на Македонија. Акт на СДСМ веќе објави тендерски скандали вредни над 100 милиони евра, каде едни исти омилени фирми на власта добиваат тендери. 3 од овие омилени фирми се издвојуваат. Ленди Груп, која добила 74 тендери во вредност од 17,6 милиони евра за само 2 години, Pyramid Building со 51 тендер вредни 16 милиони евра, Мастев Доел со 93 тендери во вредност од 18 милиони евра. Денеска објавуваме уште еден аспект на целата оваа бизнис шема. Уште еден скандал. Овие омилени фирми за тендери на власта имаат само 2 исто така омилени фирми за заедничко проектирање и вршење надзор. Во десетици општини и институции из државата се повторува еден ист образец. Истите изведувачи добиваат милионски тендери, а на нивни надзор работат само 2 фирми – МГ Проект и МБМ Архитекти. Еве неколку примери за тоа како изгледаат овие шеми. Ленди Груп и МГ Проект. Во Кисела Вода, каде доскоро беше градоначалник Орце Георгиевски, изведувач на градежни работи омилената фирма Ленди Груп. За стручен надзор фирмата МГ Проект. Реконструкција на улици, партерно уредување на салата Расадник и уште многу други проекти. Во општина Илинден изведувач омилената Ленди Груп, а за надзор погодувате МГ Проект. Апсолутен рекордер со 100
микродоговори. Понатаму, Pyramid Building и МБМ архитекти. Општина Аеродром, изведувач, омилената фирма Pyramid Building, главен договор за надзор, МБМ архитекти. Општина Газибаба, омилената фирма Pyramid Building, а МБМ архитекти со два клучни договори. Еден за надзор на изградба на објекти и еден за надзор на целата патна инфраструктура. Истото важи и за Мастев. Компанијата за урбана опрема и игралишта работи исклучиво под надзор на овие две фирми, МГ Проект и МБМ архитекти. Во општините Кисела Вода, Аеродром, Брвеница, Неготино, па дури и Министерството за спорт. За сите проекти каде работи Мастев, се знае кој работи како надзор или проектант. Продолжуваме со временската прогноза. Утре времето ќе биде променливо облачно и топло, со сончеви периоди. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Во попладневните часови се очекува локален развој на нестабилна облачност, проследена со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Утринската температура ќе се движи од 18, а дневната ќе достигне до 33 степени Целзиусови. Почитувани гледачи, тоа беше се од овој централен дневник на КТВ телевизија. Ви благодарам што не следевте, имајте пријатна вечер.